официјалната политика тоа ние никош не сме дали виделе. официјалната политика се извини? Кажи ми, како Виле Бранчо направи? Полека сега. Втора работа. Одиме понатаму. Дајте малку поголема самодоверба. Ова е упатено и за Сафет, за неговите бошчици, им честитам. Ние цело време зборувавме, голема држава има протекции, ФИФА не дозволува да оди на светско првенство, мала држава. Дозволува. Не дозволува ако покажеш став, интегритет, ако веруваш во себе. Дајте малку самодоверба, многу ми е гајле дали ќе ме наречат вака или така. Јас сум тој што сум. Не барам никој од мене да ме пофали и да ме потврди како човек, како кариера, како успех. Ако беше така, босанците никош немаше да одат на светско првенство. Една Италија 4-кратен светски првак ја победија. Што требаше да се откажат? Која 4 пати не отиде пред тоа. Со малодушност да речат, кај бе со ние? Господине Софи, ние сме победиле. Да бе само тоа. Италија и ние сме отишли на Европа. Европа. Со Данска се исплашивме. Одиме понатаму. Добро, окей. Да. Одиме понатаму. Го слушам народот. Ви треба да се концентрирате тезава да се избраните, само да ви кажам дека на тенка линија сме. Главната теза на овие популистите е народот така сака. Народот, како викаше и Црвенковски, народот е во право. Кога греши? И кога греши. Ја обратно би освртал. Народот може би греши кога е во право. Не е битно. Сега, кого да следат тие популисти? Имајќи ги во предвид анкетите. 85% се против договор со Бугарија, односно против договорот, така? А 75%, може би и повеќе, Ризвановиќ, се за Европска унија. Како сака народ? Што е умештноста на власта? Што треба да направи сега? Или да го откаже, како што вика Сафет, ама како ќе задоволи првата анкета, односно првиот резултат. Работејки на реформи и градејки ја државата на начин на кој оваа држава ќе стане нормална европска држава. Политиката е комплицирана работа и не се очекуваат брзи резултати. Резултатите, политичарите ги потврдуваат после 10, 15, 20 години. Најдобрите, најголемите политичари у свет ги потврдува времето за 20, 30 години. Кај нас, за жал, еден пријател вика, да сум крал, вика, како премиер, многу ми е лесно, вика, за рейтингот не ми е гајле, вика, ќе одлушам, пат ќе терам 10 години. Овие се брзат, вика, не мислат, вика, на 4 години, мислат утре колкав рейтинг имат, зарутре, вика, на кратки пати ќе размислуваат. Треба да ризикуваат малку, да се охрабрат и да преземаат ризик, а не само да го следат популизмот и гласот на народот. Како поранешниот премиер? Како поранешниот премиер Заев? Што се има врска он со Бугарија? А не, па тој направи со Бугарија направи се што можеше. Реков дека политичарите треба да ризикуваат, да земаат правни потеци го посочив како пример. Не беше до крај. Притмански договор. Храбар ќе беше ако ја заврши целосно работата и со бугарите. А не на пола пат да се повлече. Тоа е мојот став. Па се обиде човекот, мислиш дека два пати ќе на иста финта ќе постигне резултат, односно Може ли само извини, сега само да завршам. Што би рекол поранешниот еврокомесар Хан, што му кажале во Македонија, ќе го направиме тоа на балкански начин. И тоа господинот Заев го кажал. Еднаш можете да го направите на балкански начин и се случи како што случи со подкуп, застрашување на 8 пратеници, се го изгласа тоа што се го изгласа и покрај неуспешниот референдум, но тоа зборува и на австријски начин да кажал нема да погрешил. Не знам дали знаете, Хан е еден од главните коцкарски магнати у... Значи, не мислам дека ти е паралелата добра. Добро, сега ќе. Па не мислам дека ти е добра, колку само да разбиеш, али нема врска, тоа си ти, ја те знам. Не, јас те знам, столе, мене не можеш да ме изтервираш, не е проблем. Но суштината е друго. Опасноста за ова што го зборуваш ти, релативизирањето е опасна работа. Токму поради таквиот начин на решавање на тогаш проблемот, неговата тогашна партија и сегашна, предпоставам, бидејќи сум убеден дека ја раководи од позадина, ова не е ништо друго освен екипата на Зоран Заев, во овој момент предводена на чело као исторен играч доктор Филипче и затоа така. На тоа дереđе на кое и веројатно ќе остане уште најмалку 2 изборни циклуса токму на ова дереđе, као пета партија во Скопје и веројатно на следните избори дури нема да биде ни главна опозицијска партија. Токму поради таквиот начин на решавање на проблемите што ги фали господинот Наумов. Што е суштината? Не можете против волјата на општествениот народ. Точна е
бројката која варираше, доаѓаше до околу 60, па 57-8 за поддршка на членство на Европската унија. Сега е тој процент пораснат. Но е пораснат зошто? Затоа што ќе ми дозволиш така да можам да гледам дека во актуелна владеачка гарнитура, иако ние сите можеме да кажеме дека имаме забелешки за успешност во нивната работа. Но она што е суштина, станува јасно дека се работи внимателно и темелно. За да градите куќа, клучно е да поставите добри темели. И затоа велам дека е потребно апсолутно врвен приоритет да стане владењето на правото и развој на образованието. Тоа се темелите на секоја европска држава. Од тој правец одат работите. И апсолутно бројката од 75% подржувачи на членство во Европската унија ве обврзува да работите на дипломатски начин, да се обидете на сите можни места, да ја објасните позицијата на сопствената држава, да ги објасните страгувањата дека ова не е решение на начин на кој го предлага Бугарија. И ова го викаат европски предлог. Да не се лажеме. Суштина е дека е бугарски предлог. Сега тоа опозицијата што го вели губење на време и деклинација од европскиот курс, за вас е градење на здрави темели? Јас мислам дека тоа е интенцијата, тоа е суштината и дека во тој правец одат работиме. Добро. И морам и само уште една реченица, и веројатно ќе ни треба уште повеќе знаење за она што се случува не само околу нас веднаш, туку да видиме дел од случувањата на глобално ниво. Каде што работиве очигледно се менува. Добро, извони. Мене ме интересира вака. Ајде хипотетички сега Бугарија да укине двојно државјанство кај не. Да каже нема двојно државјанство. Тие 250.000 македонци или 200.000 нека се решат. Што сакаат? Нека се го задржат бугарското, нека се го задржат македонското. Што мислиш како ќе се реши? Па еве замислете пола-пола да бидат. Замислете, еве пола-пола да бидат. Пола да кажат не, ние ќе се остане на македонци, пола да кажат видите ни треба работиме во Италија, работиме во Германија, работиме во Америка, во Англија, ние не можеме без него, се решаваме, па ние ќе изгубиме 100.000 луѓе преку ноќ. Ова што го слушаме цело време, сега не е тука од нас, него слушаме цело време на реторика, ние треба да направиме ова, треба да направиме она. Македонија има 35 години стапка на раст 2 до 3% годишно. Вие со 2-3% годишно никогаш не можете да се приближите до еден европски стандард, ама никогаш. Вие морате да имате стапка на раст од 7, 8, 10, 11%, 10 години поред, за да може да се приближите до најсиромашната европска држава, до Унгарија или до Бугарија, по стандард, сега зборувам. Ние сме од самостојност до денес, од 91 веќе е 35-6 години. Од 45-та до 80-та додека умрел Тито, и исто поминале 35 години. Ние веќе живееме подолго во самостојна Македонија, него 35 години од смртта на Тито во Југославија. Југославија од 1950 до 60 имала стапки на раст преку 10% секоја година. Стапки на раст, внимавајте. После тоа паднало меѓу 70 и 80, паднало на 6-7%, но пазите, на 6-7%. Ние еднаш во живот сме имале, мислам дека 4,5% или така. Така беше столе. Еднаш во живот за 35 години. И ние сега зборуваме, ние треба овде да направиме нешто, ама ние никад нема ништо да направиме. Никогаш. Ке се стоиме таму на евзони, со прстите, со отпечатоците, ке стоиме ко извинете вака на зборот, ко кретени да не сликаат. Тоа вие стоите, ја не стојам таму. Ја не влегувам. Овие што идат у Тие што идат у Грција стојат. На било која граница европска, се евзони кажат тоа е веќе друга, тоа е веќе друга. Пример дека најчесто одиме на било која европска Добро, не граница. само ние, цел Западен Балкан. Така е, тоа е веќе однос на унијата кон регионот. Ама не сме дел од ЕУ. Сите ние од Западен Балкан заедно сме кретени, ме разбирате? Не ние. Вие разбирам ме поентата. разбирате? Да, ама сега ќе пробам да пробам да објаснам од каде можеби доаѓа скепсата кај граѓаните, бидејќи исто така кога требаше да се промени името и уставните измени за да влеземе во НАТО, исто така не беше велено кога ќе влеземе во НАТО, видите ги компаративните анализи со другите земји, ќе имаме толкав степен на раст годишно, толку инвестиции едно друго. Се случи тоа, ние немаме некој зголемување на инвестициите. Со ова не сакам да кажам дека ако ги почнеме преговорите со Европската унија нема никаква промена да има, што практично е невозможно, емпириски докажливо до сега. Меѓутоа сакам да кажам од каде е скепсата на граѓаните, бидејќи многу пати се излажани со подобро утре
доколку направат нешто. И тука можеби се враќаме тоа и најатот сега на почетокот што го зборуваше. Александар, граѓаните се водат по некои популистички политики и секогаш некој јавното мислење се креира според тоа. Вие прво како лидер мора да се издигнете од тоа. Знаеме дека добрите Тоа е лидери друго носат прашање, тешки одлуки. апсолутно. Тоа знаеме. И вие мора да се издигнете од тој момент. Тоа е едно. Но видите, ние знаеме одамна, нема право и правда, Александар. Не постои тоа. Ние знаеме, не треба ни да се надеваме. Тоа е реал политика. Па рече, не знам, Доналд Трамп дека нема да го нападне Иран, вечерта од 3 саат полета авионите им ја разрушија цела држава. Путин рече нема да ја нападне Украина. Да, се смееше Утре кога кажува за се дека смееше, може да влегува нападне. во Украина. Мислам сега зашто зборуваме? Нема, за жал, реал политика е. Ние мора да не можеме да чекаме дека ќе владее право или дека бидеме некојаш нема да бидеме обесправени. Ќе бидеме, но ние мора да се бориме и мора да се борите со тоа што го имате, со тоа што можете да го постигнете, мора да гледате да идете напред. Едноставно правилата се такви, правилата се валкани за жал, не се чисти. Епа токму тоа е делот што го велам, ние мораме сами да работиме да станеме нормална европска држава. Ние треба да работиме, да нема Европа да ни вдахне европски дух и европски институции, треба да ги изградиме. Може ли Логично. кратко само да... Ај сакам една забелешка да кажем околу ова историја, она... Видите, имам впечаток, а тоа и неколку други луѓе из комуникација го имаат потврдено, го имаат зборувано, дека ние, за жал, како што се однесуваме и како што Молам водиме... само се погласно да ве чујат Како што се однесуваме, Диши како што се однесуваме и како што водиме политика, овие 30 години повеќе внимаваме да градиме држава за предците, отколку за нашите идни генерации. Во таа насока барам да видат похрабри политичарите. Историјата не ни бега. Треба да ја почитуваме, треба да ни биде како поука. Ама историјата не треба да ни ја зарови иднината. Ще треба да се потрудат малку повеќе да градат држава. Меѓутоа тие велат ако ги почнеме преговорите на овој начин дека тогаш ќе заглавиме и дека тогаш нема да има историски работа. Ја кажувам само што велат, така. Ја симнам, ќе поедноставам, ќе согледам целосна работа. Знаете, во едно семејство, таткото, пред да си замине од овој свет, се обидува сите проблеми да ги реши, да не им остава проблеми и товар на семејството кога ќе замине од светот. За жал, нашите политичари така се однесуваат. Значи, ако можеш оградата направи, а ти не оставај синот да ја прави. Ако треба да ја подели земјата, подели ја пред да се искараат твоите синови, твоите деца. Во таа насока јас барам поголема одговорност од политичарите. А не, дај другите генерации ќе го решат тоа. Дај за 20-30 години. И после знаеш што ќе велат тие? Од позиција на пензионери. Може би требаше тоа. Исто како со името. Порано ако го направивме тоа. Дајте поголема храброст. Храброст и ова што го вели Сафет. Бам, ескалирај. Прекини. Откажи се живо. Ама не можат и тоа да го направат. Немаат и за тоа храброст. Направете го тоа и тоа го почитувам. Ескалирај, па ќе дојдат пак тука фасилијатори, европјани, можеби и тоа е решение. Па ќе направат некој друг договор. Јас се сумнам дека ќе биде подобар од овој што го имаме сега, ама нека направат нешто друго. Нека се обидат. Нема да имаме од каде пензија да даеме следниот месец. Од каде ќе Добро, таа приказна пензија? Од каде ќе даеме плата? Таа приказна важеше за јануари, важеше за февруари, важеше за март. Не, Сафет, ама не е таа за сега. Таа е од секогаш. Ние пензии даваме од кредити, мислам да не се лажеме. Да тргнеме од една не од оваа влада, не зваѓа за оваа влада. Може ли едно елементарно правило? Извини. Замислете. Пошто он е против на тоа да зборуваме за историја Сите му се извиневме денеска на... Доволно сме другари и пријатели за да можеме на овој начин да комуницираме. Јас апропо тезата на столе. Што мислите, какви ќе беа односите меѓу Република Бугарија и суверена и независна Република Македонија, доколку Бугарија како прва земја поигра на случај небитно, но прва, официјално прва земја ја признава македонската држава. Но не и македонскиот народ и македонскиот јазик. Замислете ситуација, тие да беа големи европејски народ, да кажеа Македонија е наша братска држава, тој народ е македонски, зборуваат на македонски јазик. Што мислите, какви ќе беа односиве во овие 35 години
од меѓу Македонија и Бугарија. Па тоа ќе беше практично унија. Практично унија. Ова зборуваш Не зборувам, јас научна фантастика зборуваш. Ама прво Јас ти извини се. кажав под кој услов, јас дали разбра или не разбра, не знам, знаем дека ти разбираш, ама од друга страна го гледаш. Не, гледаш ти од друг агол. И окей е тоа, имаш право на такво размислување. Господинот Виктор Не е Грозданов, 3 минути повелете. Збориме образование, збориме плати. Ја едно не разбирам. Да под моите нози имам 100 милиарди евра во земјата и да слушам Содома и Гомора невладени организации кои што се грижат за за сексуалноста нема да ги овако, за кучиња, за мачиња, за папагали, за мушички, искачаат јавно лажат дека во цела Европа се рушеле хидроцентрали, сегде се градат. И тоа вака новинар сериозен, да не го именувам, а многу ми е симпатичен да го именувам, да искачаат да викаат готово, има тешки метали, готово, тоа све ќе умре, све народот и така натаму, и ти имаш 100 милиарди евра. Па тогаш не ни треба Европска унија. Да ги отвориме родниците, мислите? Не, па, Они ќе напараат, дај да ги отвориме и готово. Еве, Виктор го има решението. И ти ги имаш. Злато има ли таму, ураниум, што има? Значи, и ти ги имаш. Првите соседи кои што можат да ти дадат научно образование, ти се Бугарија и Србија. И во Србија недостасуваат веќе научници, и во Бугарија. Ја не знам како тоа се зборат лудори во оваа држава, значи, каде што главен екологист е филолог. Што му е магистерската? Вегетаријанството, како беше? Вегетаријанството во антиката, а докторската му е веганството на Порфир. И он збори за фабрика, кој што ние тука треба да ја платиме со пари. Поентата. Значи, поентата е. Имаме Сврти се кон себе. Затоа реков, значи треба нас да не фати и во позитивен смер. Сврти се кон себе, почни да разговараш, еве јас со 2 раце подпишувам. Ако сум контра, мора да помене. Она што се изјасни Александар Николовски овде во оваа телевизија, кој кажа тие се циркузанти кои што може да доведат да платиме 100 милиони долари оштета на Бехтел и на НК, збореше за патиштата човекот, и дека државата ќе си ги превземе своите обврски и ќе направи решение за да не губи пари. И втор, ева за премиерот, кој кажа не може за проектчиња, само ќе надополнам за ова. Не може за проектчиња во кои што ви ќе земате некакви парички и јас сум вика Тврторев. Ева вака ексклузивно за премиерот. Нека го види списокот од соодветно министерство како се доделени пари за невладени организации, тоест за граѓански здруженија, здружение на граѓани кои што се занимаваат со екологија, кои што некакво си здружение на новинари, појма немам кое е, се занимава со менаџирање на отпад од текстил. Јас на новиот декан на Технолошко-металуршки факултет му се јавувам и му го кажувам ова, човекот мислам дека до ден денес е насмеан, веќе не му се верува дека им дале такви средства на тотални незнајковци. И то затоа и најетот прво треба од овде да си го започнеме, а после има да се занимаваме со другите. Европска унија не чека со расширени раце како незнајковци. Се извинам. Добро. Сега ја да се извинам прв. Сите констатирате, сега и господинот Бишевас тоа вели дека треба да се свртиме кон самите себе, дека треба да работиме, да имаме од нас институции. почнува. Од нас Александар, почнува. од нас треба да почне. Меѓутоа и однаш завршува одлуката да преземе ништо. Господин Бишевац, меѓутоа објективната реалност е дека многу бавно се движат процесите секај нас. Знаете, она што вие го гледате сега како развиен демократски запад, Добро. има процес на создавање од 2 века, ако не и повеќе, тоа е едната филозофија и е базиран на ограбување на одредени континенти и народи. Добро, може со балканските земи да правиме компарација. Може, не е проблем. Кукаме дека и тоа е наш проблем, национален, со иселување на младите.
Но факт е дека гурбетот е судбина на овие простори заеднички. И со на векови бил, добро. И со векови бил. Имаме народна песна А што е, параходот. така, а што е нашата задача? Е да направиме се што е во наша моќ. Тие млади образовани, не е проблем што идат млади. Нас не е проблем што идат тие најобразованите, најумните, тие кои треба да бидат носителите на новото и поинаквото во оваа држава. Тоа е нашиот проблем. Мораме, затоа велам, владење на право и образование, клучни елементи. Таму треба да ги насочиме сите наши расположиви средства и знања. И еве, мислам, еден од начините е да ги искористиме знаењата на нашите луѓе од Македонија. И како бе за ова. како Сафе да го искористиме ние нашето знаење? Јас, благодарејќи знаеш каде работев, во 2004 година ги излобирувам сите медиуми и запишувам у законот дека ќе има закон за развој на радиодифузија. Искача новиот министер, како се вика тоа, дигитална технологија, што и ти ја знам, господин Стефан Андоневски, кој е млад, го излажале и му викаат, сега за прв пат ќе пишуваме стратегија за медиуми. И ја вака го гледам, не ми се верува прво што збори човекот, го вратив неколку пати и сега збориме за Тоа образование. зборам да се гради на... Значи, ама гледај се, Градат институции, луѓе. ама гледај, Добро. и сега ти им нудиш, им викаш, бе, дај бе, го пренесам знаењето, на кого да го пренесам? Може ли Со искуство да ви го дадам, Ајде само но кратко не и сакам. Борис Вановиќ Многу ќе го сакам прашаме. да го слушам и да верувам ова за родниците на Виктор, ама не можам да му верувам. Ако Затоа што ако имавме ние толку руда, парет ке метали, или ке бевме бомбардирани, или Трамп ке не земеше, сега ке бевме која држава поред тамо на... Немаме, да имаме нешто така вредно, како се вика Затоа- тоа, Уолшер, ако имавме до сега, ние ке бевме тука... Затоа си ти новинар, Ај, кој добро, што не кажи читаш нешто што не знаем. литература, а јас Не се знам дружам сега. со геолози, Значи имаме ретки рудари, метали, имаме се. новинари, Уште две За работи. новинарите важи универзални незнајковци. Или универзални знајковци. Да, Зашто имаме такво 510 знаете. илјади Не, не, да тони имаме ние багар? ретки метали сега. Зашто имаме За Македонија 220 тони беше- злато? Не знам што ќе се случи со Македонија. Тоа што имаме Среќа што Антимон. немаме. Ако имавме не знам, како што не дал Господ да менаџираме политика. Само да знаеш, војна ке... за тебе пари од пиар нема. Добро. Ами гледа, утепаваме се за вајки. А види, да ја надоградам мојата теза околу историјата. Само молам нека не биде 15 минути Не, под не, се само поради. уште две работи ќе кажам. Прво, знаете што е проблемот со нашите политичари, зошто треба да се окреват? Затоа што они не треба да гледаат историјата каква била у минатото. Треба да гледаат каква е сегашност и каква историја ќе остават на генерациите што идат. Тие генерации кои имаат подобра историја од оваа сегашност што ќе ја наследат, ќе можат да интервенираат ако веќе некој ја фалсификува и таа историја наназад со векови. Кратка И симулација, втора ова да го кажавте во Софија, што ќе ви кажа? И истото и во Софија ќе го кажа. Не, што ќе Не, ви тие, одговори? А Софија е во друга позиција. Не, не, Тој ајде, Петар ама, Стојанов, чек, Петар чек, чек, Стојанов, што беше председател. Пуштете на негова изјава. Он Европската унија ја нарекува светост. Да не беше Европската унија, Бугарија вика до сега вика ќе се распаѓаше во бедотија и во сиромаштија, а не да има над 120 милиарди бруто домашен производ. Многу повеќе од секоја балканска држава во моментот, освен од Грција која што е подолго време членка на Европската унија. Добро. И освен вели, што има море. Баба ми вака, тој Стојанов така цитира. Баба ми вака ми има рече поговорки, старите се многу мудри, ама ние за жал лошо ги толкуваме и лошо ги користиме нивните Ово, мудрости. направи- Вика, синко, дружи се со богати луѓе. Од нив тоа е со добро. писмени, од нив ќе научиш нешто, е. од овие другите само ќе потонеш уште повеќе. Затоа ни треба Европската унија. И уште една работа. Српска историчарка вака вели. За жал, кај нас на Балканот, по-неизвестна е историјата, отколку што е неизвестна иднината. Добра, Тука за да ги завршувам. направиме сите реформи, потребен е барем елементарен консензус меѓу власта и опозицијата за најелементарните работи што се на државата, меѓутоа ние 30 кусур години за жал не успеваме. Барем не за патот до кој што сакаме да стигнеме таму. Сите сакаме правна држава, сите сакаме добра економија, сите сакаме Европска унија, меѓутоа власта и опозицијата не можат да се договорат како заеднички да притиснат да стигнеме до таму. Различни патишта гледаат. Ама- И повели. Не, види, ние имаме работи кои што сме можеле да ги направиме децении пред ова и за кои уште што зборуваме. Еве ова што вели Сафе цело време ние самите треба. Да треба, ама не го правиме. Па еве да земеме, еве ќе одам само со примери.
Естонија е држава. Естонија, знаете од кога имаат една картичка за се? Знаете од кога? Пред 15 години. Значи имаат една картичка пред да влезат пред да влезат во Европска унија. Ние 2012 направивме она здравствена картичка, тоа пропадна, не знам, не можеа да ги штампаат, не можеа да ги принтаат, ништо не беше поврзано, пропадна тоа скроз. Ние денес плаќаш казна за Safe City, одиш у МВР, ти вика немаш печат на уплатницата од банка. Значи можеш да ја платиш електронски, ама да ти стават печат у банка, потоа зашто да ја плаќаш електронски. Што викаат Верча кадрово не ти се подпишала. Да, не ти се подпишала. УЕПА наместо да идеме напред, можело до пред година дена да се плаќа со терминал, сега те викаат не може терминал веќе со ПП уплатница, оди у банка донес. Па институциите не се поврзани меѓу себе се уште. Еве Стефан Андоновски, да, има нешто се труди да направи со ова, со електронско вадење изводи, нешто се направи тука. Но се уште има институции што да викаат донеси ми извод. Не постаро 6 месеци. Не, И тоа е проблем. не постаро 6 месеци, туку да не е електронски. Не, окей, ама еве и не постаро 6 месеци. Како се вика тој? Класика извод, да не е електронски. Иако по закон електронскиот извод има иста важност како обичниот. Законот е сменет. Видите? И сега зашто зборува кој тоа нас ни пречи тоа да го направиме бугарите, грците, кој ни пречи, ме разбираш? Што сега ние не треба со тоа што зборува преска со Шпанија да се мериме. Пример, гледате вестите какви ви се вестите од Албанија прават сега реформи банкарски да ги охрабрат сите трговци да може с електронски да се направи, значи со картичка, со посттерминали. Значи кешот колку што може да се избегнува. Ние до вчера се каравме дали ќе бидат двојазични и тројазични банкноти. Банкноти нема да постојат за 10 години од сега. Во некоја форма или во интензитет како што го знаеме сега ние. Се менуваат работи, Александар. Да. Затоа велам дека ние и со право за нас светот почнува од нас. Да. Но треба да сме и доволно умни и да имаме доволно знаење да ги следиме процесите кои се случуваат на глобално ниво. Оти имаат влијание и врз нас. И како држава, и како луѓе, и како граѓани на оваа држава. Значи се ајде вака отворено да разговарам. Што Македонија интересира дали Америка и Израел изврши агресија на Иран? Овде, кај нас. У принцип не би требало да не интересира, но има две работи. Прво е дека тоа станува еклатантно кршење на меѓународното право, се настапува од позиција на сила, за да се обезбедат одредени отстапки од една суверена и независна држава, што е Иран. Тоа е едната работа. Второ, влијае економски, бидејќи тој суди ручино дека има глобални последици поради енергенците од регионот, кои се 20% од скупно сите енергенци кои се користат денеска. Значи, мораме да бидеме свесни што се случува таму. Мораме да знаеме, да видиме, да научиме што се случува, за да можеме да подготвиме адекватни реакции или мерки кои ќе значат олеснување или искористување на тој момент, бидејќи во економијата имате и екстра профит на крајот на краиштата понекаде. Од таму заложбите јас се согласувам делно со Виктор. Мораме да истовремено на владењето на правото и образованието да работиме и на што поголема изгледа на енергетски капацитети во државата. Да се најде начин. А пари има. Пари има. За да имаме доволно енергија, онаква каква што ни треба за вештачка интелигенција и така натаму за тата центри кои почнуваат и кај да се градат, тоа ќе бидат алатки. Но барат многу енергија. Да донесеш и да имаме вода. Која сака, која што врти 300 милиарди евра на светско ниво и сака да инвестира во Македонија, и ти викаш, не, вие сте корумпирани. Па 300 милиарди евра врти, сега ние у Македонија најпаметните им викаме вие сте корумпирани. Мора да се иде начин, тоа треба да... Како да го смениме? Дали со Наумов, дали со СДСМ ваква како што и владата таква како што е, може да очекуваме дека ќе имаме консензус за сите овие работи кои што тука ги констатиравме дека треба да се случат, а би биле хипотетички добри за државата, едноставно да се случат. Ја не верувам во нашите политичари многу. Во никој? Побитно, они се кратковиди, гледат до утре, до зарутре, рейтингот им е битен. Така да не очекувам консензус, а би требало, а мислам дека СДСМ нема да имат проблем со евроинтеграциите околу бугарите во устав, затоа што не, они имаат проблем со Орбан. Прво нема да ги Таму тоа им е најважно. Нема дилема. Работа, сега видите. Сафет, не бранам никога, ама ако бидеш објективен,
и честен кон сите, така требаше да реагираш и црна кампања и црн наратив целосно кој имаше и ВМРО ДПМНЕ улога, која беше во улога на А што Сега истата тактика и користи. Не. Сега сам мисле Еве, ќе те прашам за моментот. Пред тоа им забележува дека се Може ли да кротки, те прашам за еден момент? се многу црни. Дали- Може би грешат. Еве, кај Орбан не му помогне таа црна кампања. после за да го 16 скине- години не му За да помогне. го скине Маđар. После 16 години. Што не му пушташе снимки, му пушташе монтирани жени, ова, она, па не успеа. Кој ќе реши Доаѓа народ? момент на заситеност. Секаде во свет е така. И со ретки исклучоци со подолго владење, но затоа и нормалните европски демократски држави се ограничуваат на 2 мандати. 2 по 4 или 2 по 5. Америка е така. Па, окей, затоа велам. За да може и државата и општеството да го истрпи лошото во демократскиот систем. Бидејќи Добро. демократијата е систем каде што понекогаш се случува на врв да дојде и некој кој апсолутно нема никакви предиспозиции, или тупак знаење и заслужува да биде на таа Од сите позиција. тука само вие сте биле пратеник во парламентот и ајде да речеме да земеме дека можеби од внатре повеќе ги знаете овие политички процеси меѓу партиите. Како ви изгледа изјавата да речеме и на Шилегов и на тие луѓе кои што стојат за таа новата платформа на СДСМ, дека практично раководството на СДСМ работи за ВМРО ДПМНЕ, односно дека си имаат некаков договор. За тоа зборуваше господинот Тацевски, да го најмам вечерен на подкаст кај колегата Иван Мичевски од 23 часа. Одличен пример. Ти благодарам. Ова што вели историја за црна кампања. Во политичките битки многу работи не само што се дозволени, туку се и се користат. И тоа не само кај нас, во цел свет. Некој ако одбере црна кампања мора да биде свесен. Само да ја потсетам, ова не е прашањето што Не, окей, ќе ти кажам одма јас. Ајде. Мора да е свесен на можниот отпор кон таквата црна кампања и тоа се случи во Унгарија. Неси. Но збориме за компромис. Јас бев дел од собранието. И имаше прашање каде што и ние како опозиција ги гласавме предлозите на кои ги носеа владеачкото мнозинство, бидејќи мислевме дека тие се добри за државата. Ретко или практично никогаш не се случило тогашната власт предводена од Груевски да прифати добар закон поднесен од опозицијата. Ќе биде отфрлен, па после 3 дена со 3 козметички збора изменети ќе дојде како нивни предлог само да изгледа дека тие се тие што го носа законот. И тоа окей, и тоа е политички легитимно. Но не зборува добро за ткивото, за здравоста на ткивото. Замислете, Имам уште неколку минути за тоа. 30 секунди. Ајде. Замислете СДСМ да ја прифаташе понудата на ВМРО ДПМНЕ и Мицковски за се седна на маса и заеднички да настапат пред подпишување на ова со Бугарија. Не добив одговор тоа што ја прашав, ќе се обидам кај вас. Зашто? Во однос на... За поредичните високи функционери на СДСМ, кои сега се надвор од партиски структури. Мислам да ќе ми се извиниш, еве 10 секунди. Не мислам дека ниту еден од нив во овој момент е доволно политички релевантен за да заслужува некој посериозен коментар. Еве тоа е најкраткиот одговор. Таму Океј. Александар, ја колку што знам, бидејќи го спомна Шилегов, таму има се работи за две различни структури, не е иста да речеме. Шилегов е посебна речеме струја или фракција, а друго е тој некој фронт што би се направил, што би се платформа, што се прави, што би требало да предизвика реформи во СДСМ или можеби преземање на СДСМ, не знам што им е точно планот, дали Филипче доброволно да прифати или да ги инкорпорира. Така да се работи за две различни работи и не можеме изјавите на Шилегов да ги гледаме на ист начин како изјави кои да од таа изјави го кажав, не е на паралела, јасно ми е дека се различни. Види, ако ме прашате мене за стратегијата на СДСМ, јас мислам дека после изборите СДСМ и Филипче имаа само една стратегија. Само една опција и една стратегија. Да ја обединат СДСМ и да ги вратат сите у СДСМ што некогаш биле СДСМ. Што некогаш биле дел од СДСМ, членови. Според вас успешно се во тоа? Па дури јас ќе одев и на радикална опција и Горан Мисовски да го вратам у СДСМ и овие од ЛДП да ги вратам у СДСМ. Значи или некако фронт. Ќе одев на така. Но за жал, она што го гледам, мислам дека не се случува тоа. И гледам сега председателот на партијата Филипче реагира некогаш и нервозно на изјави која ќе ги дадат членови на СДСМ, па веднаш ги исклучуваат, веднаш
Мислам дека е погрешна стратегијата во Добро, овој ви благодарам на сите за учеството вечерашната емисија и за вашите ставови. Знам дека Гледачите ќе ни извинат бидејќи сите сме колеги, може би малце послободно дискутиравме, меѓутоа мислам дека е тоа во ред никогаш. Што сите ми се извинија. Да, сите ви се извинувам и јас што не ви возможив секогаш на време да ја дајете вашата Се реплика. шалим, да. Почитувани, ви благодарам и вам. Останете со програмата на Канал 5 и не заборавете во 23 часот да гледате на Кавга со Иван. Останете со Канал 5.